Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Премиерот Мицкоски вели дека лично побарал да запрат сите исплати од ИПАРД програмите по скандалот кој изби во платежната агенција, кога директорот заедно со уште неколку лица беше приведен и спроведен во притвор откако беше фатен како прима подкуп. Премиерот, кој денеска беше во Охрид, вели дека постојат сомнежи дека во оваа агенција и порано се вршеле злоупотреби, поради што ќе биде потребно да се направат темелни проверки и сите кои правеле криминал да бидат изведени пред надлежниот суд. Да, јас тоа го побарав затоа што мораме да видиме докаде одат злоупотребите, затоа што првичните информации велат дека не е тоа само од сега, туку и наназад е правено. Така што свеќе истражиме. Свеќе истражиме и секој кој што мисли дека така ќе помине се лаже. Има да одговараат сите од прв до последен, кој сака нека. Поздравена позитивната акција од страна на луѓето од Европската комисија. Се потврди најлошото, ИПАРД 3 програмата е суспендирана поради корупцијскиот мега скандал на власта. Земјоделците остануваат без потребната поддршка поради корупција, партизација и неспособност на кадрите на ДПМН, се вели во соопштението од СДСМ. Суспендирањето на ИПАРД 3 програмата е тежок удар врз македонското земјоделство, врз илјадници земјоделци и компании кои веќе имаат склучени договори и реализирани инвестиции. Овој мега скандал е показател за систем на корупција и клиентелизам, што целосно ја разорува довербата на граѓаните во институциите. Владата, вице-премиерот за европски прашања, министерката за финансии и министерот за земјоделство били известени за суспензијата уште во петокот, но не ја информирале јавноста, велат во соопштението од Социјалдемократскиот сојуз. Вреди смета дека треба да добие 2 места во реконструкцијата на кабинетот на премиерот Мицкоски, бидејќи Меджити, кој веќе стана градоначалник, во владата држел 2 позиции. Заменик премиер и министер за животна средина, вели вице-премиерот Арбен Фетај. Сепак тој е свесен дека тоа ќе биде одлука на премиерот, со кој очекува да имаат средба на која би се разговарало на оваа тема. Мицкоски веќе најави дека не планира ново министерство за вреди, но и тој остави простор за оваа тема да се разговара на средбата меѓу коалиционите партнери. На кај тем, ќе да координираме. Значи ние во нашата коалиција како вреди сме согласни и сме го делиме мислењето дека после избирањето на Изет Меджити односно како градоначалник на општина Чаир, на неговото место треба да дојде нашиот предлог Беким Сали. Како што знаете, господинот Изет Меджити држеше 2 функции во владата, министер за животна средина и заменик премиер. Ние сметаме дека треба да предложиме 1+1 име за животна, значи министер за животна средина и заменик премиер. Ова недела верувам дека ќе седнеме со премиерот како мандатар, најкасно да кажам до утре и ќе најдеме заедничко решение. На базата сајчаш да е дакордувар си. Државниот јавен обвинител очекува наредниот месец да се донесе одлука во врска со истрагата за полициските службеници кои беа осомничени за одредени кривични дела во случајот со пожарот во Кочанскиот клуб Пулс. Коцевски вели дека во судењето кое ќе стартува за овој процес, обвинителството ќе ги засили своите капацитети, односно ќе делегира повеќе обвинители да работат на овој случај за да не се случи судењата да се одложуваат поради недостаток на обвинители. Во однос на истрагата за полициските службеници, така беше предвидено дека до крај на септември ќе се заврши, меѓутоа имаше објективни околности околу сослушување на одредени сведоци и сега тие сведоци се сослушуваат со тоа што најверојатно во почеток на наредниот месец ќе се донесе јавна обвинителска одлука, а во однос на предистрагата за службениците, односно за оние што се збореше од управа за јавни приходи, се води предистражна постапка во основното јавно обвинителство Кочани и јавниот обвинител надлежен дал одредени напаствија и наредби за преземање на надлежните органи на одредени процесни действија. Во тој дел не можеме сега ништо да кажеме повеќе. Колку родители ќе го застапуваат обвинението
во судница, бидејќи знаеме како Вака сега во судница ќе го застапуваат обвинението истите обвинители што беа и до сега, меѓутоа морам да нагласам дека вчера имавме состанок, најверојатно уште неколку обвинители ќе ангажираме, имајќи предвид дека да не се отежна, односно да не се наруши постапката на другите обвинители што имаат други предмети, што значи дека можеби не секогаш ќе присуствуваат сите обвинители, меѓутоа секогаш ќе има обвинители за да не се одоговлекува постапката или да не се одлага по, да не речем, вина на обвинителството. Скопското обвинителство отвори истрага за 23 годишна жена која се сомничи дека го малтретирала и запуштила своето 6-месечно бебе, тема за која вчера известуваше Сител. Според објавените информации, таа минатата недела била толку изнервирана што бебето додека плачело почнала да го удира со тупаници по устата и носот, нанесувајќи му повреди и крварење. Повредите кај детето ги забележал сопственикот на домот каде престојувала осомничената и уште една пријателка кои го однеле детето на лекарски преглед. На клиничкиот центар на детето му биле констатирани повеќе нови повреди, контузии и хематоми, но и постари подливи од претходни повреди. Во исто време констатирано е дека осомничената од раѓање не го однела детето ниту на лекарски преглед, ниту на вакцинација, меѓу другото со цел да прикрие дека физички го удирала детето, информираше обвинителството. Оттаму додаваат дека за несовесната мајка бараат притвор. Поранешната скопска градоначалничка Данела Арсовска го повикува актуелниот градоначалник Орце Ѓорѓиевски на ТВ дебата по информациите кои тој вчера ги објави во тема на денот на Сител, дека главниот град должи над 300 милиони евра и дека повеќе од 500 луѓе се избркани од работа. Ако сакаш како маш да соочиш аргументи, ајде на дебата на ваш медиум по избор, па ќе си раскажеш таму и за долг и за вработени во Скопје и во Киселавода, каде што има кој да ти врати со факти наспроти твоето лажење, напиша Арсовска на социјалните мрежи, барајќи Ѓорѓиевски да ги објави јавно сите долгови на градот заедно со списоците со имиња на луѓе кои биле избркани од работа. Орце Ѓорѓиевски вчера во тема на денот рече дека очекувал околу 200 милиони долг, но кога ја превземал функцијата констатирал дека градот должи преку 300 милиони евра, за кои рече дека со добро менаџирање ќе бидат соодветно исплатени. Тој информираше дека повеќе од 500 луѓе се избркани од работа откако било констатирано дека со месеци земале плата, а не оделе на работа. Реагира и од ВМРО ДПМН, од каде констатираа дека Арсовска е нервозна, бидејќи, како што велат, доаѓа времето кога ќе треба да се соочи со правдата поради хаосот кој го остави зад себе. Премиерот Мицкоски вели дека нема простор за загриженост по информацијата дека две американски компании кои вработуваат околу 1000 луѓе се повлекуваат од индустриската зона Бунарџик. Премиерот, кој денеска беше во фабриката Костал во Охрид, која најавува нова инвестиција од 30 милиони евра и проширување на производството, вели дека не е крај на светот, бидејќи сосема е нормално некои компании да се затвараат, а други да се отвораат. Тој најави неколку нови инвестиции со кои владата е во фаза на потпишување договори. Ке има компании кои што се отвараат, ке има компании кои што се затвараат, и домашни, и странски, и тоа не треба да се сваќа како нешто кое што представува крај на светот. Ние како влада се обидуваме и успешни сме во тоа да привлечеме што е можно повеќе компании. Веќе имаме неколку кои што се во процес на завршување на преговори. Очекувам до крајот на годината 4 или 5 такви компании веќе да потпишат договори со владата, така што очекувам нови над 1000 работни места кои што би се креирале само како резултат на овие потпишувања, така што апсолутно ќе се случуваат тие работи, ќе има нови компании, некои ќе се отварат, некои ќе се затварат, но ние како влада сме тука да работиме за интересот на граѓаните и државата и убеден сум дека со поддршката која што ја даваме сме конкурентни, или би рекол дека сме едни од најконкурентните во Европа, и тоа го покажуваме и со бројки, тоа го покажуваме и со дела. Впрочем, еден од тие такви докази е и оваа инвестиција која што следната година ќе ја прави Костал, сепак 30 милиони евра, нови до 200 работни места,
цел да имаме извоз над 300 милиони евра представува навистина нешто импресивно и јас им честитам на тоа. Тоа се интерни одлуки на тие компании, затоа не можам да коментирам кои се причините за нивното заминување. Од она што го имам прочитано, тоа тие прават некоја консолидација на своето портфолио на европскиот пазар и како што кажав, европската индустрија е во стагнација, но ќе имаме и победници, но и некогаш некои компании кои нема да успеат да се снајдат најдобро во она што се случува во автомобилската индустрија. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска е во работна посета на општина Ресен. Како што информираат од незиниот кабинет, таа ќе оствари средба со градоначалникот Јован Тозиевски и со членовите на советот на општината, а предвидено е да се сретне и да разговара и со жители на Ресен. На незината агенда си посети на локалниот музеј и домот на културата, како и на индустријски капацитети. Во рамки на незината посета планирана и средба со екоактивисти и невладини организации кои работат на заштита на Преспанското езеро. Денеска е забележан зголемен водостој на реката Вардар, особено во делниците кај Јегуновци и Демиркапија, информираше управата за хидрометеоролошки работи. Пораст на нивото е забележан и кај реките Треска во Македонски Брод, Чиња кај Катлановска бања и Сатеска кај Ботун. Од друга страна, кај дел од реките водостојот е под просечните ноемвриски вредности, така Црна река, во таква ситуација е Црна река кај Новаци, Чиња кај Пелинци и Крива река кај Крива Паланка, кои што бележат намалување на својот водостој. Според информациите од управата за хидрометеорологија, нивото на водата во Дојранското, Преспанското и Охридското езеро останува стабилно и се движи во рамките на просекот за овој период од годината. Вестите од